Ова утро со мојата денешна соговорничка Нада Василевска по професија фитнес инструктор зборуваме за инсулинска резистенција. Што е инсулинска резистенција? Зборувавме позади камерите дека може преку таа инсулинска резистенција да дојде до тип 1 диабетес или тип 2 диабет. Па ќе ни кажеш, Нада, што всушност значи, да им објасниме на гледачите инсулинска резистенција. Добро утро. Добро утро и ви благодарам на поканата. Инсулинската резистенција е состојба каде што клетките во телото не реагираат добро на инсулинот. Инсулинот е хормон кој што го лачи панкреасот со цел шеќерот од крвта да го пренесе во клетките за да се потроши како енергија за наше нормално функционирање. Да. Меѓутоа, таа состојба ако трае подолго време, тогаш тој механизам на спасување кој што го прави панкреасот со лачење на повеќе инсулин, меѓутоа крвта, тој шеќерот во крвта останува во крвта и се зголемува, тогаш може да дојде до хиперинсулинемија или диабет тип 2 и преддиабетна состојба. Значи дека тоа е болест или состојба која што се јавува во телото? Состојба која што се јавува во телото и за наша среќа може и да се излечи и да се помине таа фаза пред да дојде до тие полошите состојби. Да, затоа и те поканивме тебе да разговараме на оваа тема, бидејќи си фитнес инструктор, направиш и програми за здрава исхрана, не само за слабење, бидејќи луѓето кои ќе слушнат некои прави програми за исхрана, веднаш на слабење помислуваат, туку како и да се излечат одредени состојби. Она што сега да прашам прво, како да знаеме ние дека воопшто имаме инсулинска резистенција и дали имаме? Така, тоа се прават испитувања, меѓутоа некои симптоми се чест умор, анксиозност, заматен ум, телото ни бара повеќе шеќер, повеќе хидрати, повеќе мрсна храна. После оброкот се чувствуваме изморени, често менување на расположението, така да некои флеки, пигментации по телото. Меѓутоа, што и да имаме од овие симптоми, сепак треба да се консултираме со лекар, да направиме одредени испитувања и да видиме дали навистина имаме таков проблем. Сега, хипотетички, доколку се утврди инсулинска резистенција, што понатаму? Колку е важна сега исхраната? Така, таа инсулинска резистенција е аларм кој што ни го дава нашето тело и ти кажува на некој начин не можам повеќе да издржам на начинот на кој што живееш моментално. Тоа ни дава јасен знак дека пред се треба да го смениме начинот на живот, да не внесуваме рафинирани шеќери, да не внесуваме мрсна храна, да имаме редовни здрави оброци, збалансирани, да имаме повеќе движење, тренинг секако 30 минути 4 пати во неделата, да го регулираме и сонот, кој што е многу битен, да имаме начин и филтер да го исфрлиме стресот од нас, затоа што и тој е голем причинител, и на овие здрави и безбедни начини може да ја решиме таа состојба. Меѓутоа, некогаш ако доцна се утврди, може да требаат и медикаменти и лекови за да се стабилизира. Да. Колку инсулинската резистенција поврзана со гојазноста? Па и возраста? Така. Доста е поврзана, затоа што самата гојазност е ризик за многу болести, па и за тоа. Тоа е оптеретување на организмот, на сите органи и на коски, на метаболизам на се, станува еден дисбаланс. Меѓутоа, застрашувачки е тоа што одредена статистика кажува дека 33% од детската популација ја имаат таа инсулинска резистенција. Кај нас, Нада? На светско ниво, глобално ниво. Меѓутоа е многу страшно затоа што таа кај нив произлегува од гојазноста. Значи мораме да го смениме начинот на живот, тоа пред се од дома и навиките, за потоа да не ни страдаат и најмалите. Колку брзата храна доведува до инсулинска резистенција, освен шеќерот, рафинираните намирници, оваа фастфуд, колку таа пак може да доведе до оваа состојба? Може и доведува. Веќе сме во таа фаза каде што 90% се хранат на тој начин, од немање време, немање желба за готвење. Меѓутоа таа храна го прави и буст на инсулинот, каде што нагло го крева, нагло го спушта и затоа ние и после изеден огромен хамбургер, помфрит и сок, повторно сме гладни за краток период, затоа што нагло го спушта и тие осцилации кога ги правиме на подолг рок, не движиме, немаме физичка активност, тогаш настануваат сите несакани појави и болести. Така. Нада не сите има доволно финанси за да ангажираат нутриционист или фитнес инструктор кој што ќе им помогне во таа инсулинска резистенција, да им направи еден план на исхрана.
што можеме сами да направиме, што да изфрлиме на основното за да почне да се намалува или да балансираме исхраната и таа инсулинска резистенција. Така, мој совет до сите што го имаат тој проблем, па и што го немаат, да направат, да ги намалат ризиците, е тоа да го почнат утрото со доручек. Да не го почнуваат со кафе или сокови, не знам, овошје, тоа е стандард, затоа што тогаш го креваме плюс инсулинот, хормонот за стрес, кортизолот и цел ден после ни е во хаос. За наутро на една жена да ги регулира хормоните, па и на маж е потребно да внесе протеини, масти, хидрати, витамини и минерали. Значи, во првиот час од будењето имаме квалитетен доручек. Во текот на денот, додека да дојде вториот главен оброк, треба да имаме една ужина. Дали е тоа овошје со јатки, за да пак да не ни го бусне инсулинот, дали се тоа само јатки, дали е некоја галета, дали е салата, што и да е, треба да ја имаме за да не дојдеме до степен на прегладнување, па потоа за ручек ние да се прејадеме и да изедеме повеќе и да направиме дополнително оптеретување на организмот. Така. После тоа да имаме една лесна вечера, дали е тоа салата со некој вид на протеин, со риба, со стек, печурки, јатки. Значи имаме голем избор на храна, која што треба да знаеме да избалансираме, Да. за да имаме еден квалитетен ден со енергија и да немаме такви осцилации на инсулинот кои што ќе не тераат да сме поспани, да немаме енергија, да си нервозен, под стрес и слично. Јас ти благодарам за одвоеното време, за сите совети кои ги упатите на нашите гледачи. Ви благодарам на поканата и се надевам дека ќе им бидат од корист.